Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќа и сестри, Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Радостито ни донесе радоста на главниот евангелски јунак од денешната евангелска перикопа, напишана од раката на светиот апостол и евангелист Јован. Која е радоста што ја имаше расслабениот евангелски јунак? Па најпрво да ја чуеме кратката повест за него, за да имаме комплетна представа и слика за неговото животно страдание, кое што најпосле ќе се заврши со радост небесна. Тој човек цели 38 години седел покрај водите на Силоамската бања, чекајќи го доаѓањето на светиот ангел да ја раздвижи водата во бањата. Запотем, оној кој што прв ќе влезе во неа, да најде здравје, макар од која болест и да боледува. Бањата била преполна со болни, хроми, сакати и сушени. Тоа го пишува во евангелското четиво. А овој човек, исто така хром и неподвижен, не можел да стигне до водите. Во денот кога ангелот Божи ги раздвижу. И во таа бања, токму во таа бања, во таа една атмосфера, влегол самиот Христос. И знаејќи ја животната приказка на евангелскиот јунак, му пристапи со прашањето дали сакаш да оздрави. Да, Господи, тој викна со радост. Да, ама нема човек. То се клучните два збора што треба да ги запаметиме од денешното евангелско четење. Нема човек, Господи, кој што ќе ми помогне да слезам во водите на бањата во денот кога ангелот ги разматува. Секогаш некој поздрав и посилен од мене ме претекну. И еве, јас веќе цели 38 години безуспешно чекам да стигнам до водите. Зачудува и восхитува фактот дека овој човек 38 години чека крај водите на бања. И не губел надеж. И токму затоа што бил таков, токму нему му пристапил лекарот на сите лекари, лекот на сите лекот, животодавецот и спасителот Христос. После овој
краток диалог меѓу Христос и болниот. Христос му заповедал на болниот да стане, да си го земе ударот свој и да си оди дома. И токму тоа се случило. Болниот целосно излечен и здрав го зел својот удар и тргнал да си оди. Но бидејќи чудесното исцелување на расслабениот се случило во саботен ден, застапниците и идолопоклониците на законот од Стариот Завет, идолопоклоници ги нареков, бидејќи законите Божи ги претворат во идол, а идол е секогаш законот кој што си го претпоставуваме како цел во нашиот живот, а не како средство со чија помош ќе стигнеме до целта и смислата на нашиот живот и постоење. Го прекорија, кај си тргнал со постелината човече во саботен ден. Зарем не знаеш дека е забрането тоа? А расслабениот во сета своја чудесна простота и евангелска наивност им рекол, јас така постапив бидејќи така ми рече човекот што ме излечи. А кој е тој? Го прашам. Па не знам. Ме излече и исчезна. Го снема. Си оти. И така продолжил исцелениот да си оди за дома, а кога се оддалечил од местото на исцелението, повторно Христос го сретна. И му каже, слушај, човече, сега си здрав, исцелен, немој повеќе да грешиш, зашто ако повторно му се вратиш на гревот, ќе те снајде нешто полошо од претходно. Пораката е јасна. Сите тие зборови важат и за нас. Доеде, до последно, сите важат за нас. Оди и не греши повеќе. Немаш човек, вистина е тоа. Ама има еден човек кој што е совршен, безгрешен, безсмртен и кој што е секогаш со нас. Поради што тешко е да кажеме дека го немаме човекот крај себе, оној вистинскиот, оној што подава рака, оној што исцелува, оној што од мртвите не извлекува во живот. Тоа е Богочовекот Христос, воскреснатиот, заради нас и заради нашето спасение и за спасението на светот во кој што живееме. Амин. Христос воскресе. Инспира воскресе. Да внимаваме, мир на сите. И духови Твоему прокимен глас четврти, кон светиите што се на земјата и кон Твоите избраници, Господи, упатена е сета моја желба, секогаш го гледав Господа отионе од мојата десна страна и никогаш нема да се поместам. Премудрост. Од првото послание на светиот апостол Павле до Коринтијаните ќе се чита. Да внимаваме. Да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на ангелски. Штом љубов немам, ќе бидам бакар што звони или кимвал што звечи. Да имам пророчки дар и да ги знам сите тајни, да ги имам сите знаења за сите работи, та и толку силна вера што и планини да преместувам. Ако љубов немам,
ништо не сум. И да го раздадам целиот свој имот, да позволам телото да ми изгори. Штом љубов немам, ништо не ми користи. Љубовта е долготрпелива, полна со добрина. Љубовта не завидува, љубовта не се превознесува, не се гордее, не прави ништо недолично, не бара свое, не се срди, не мисли зло. На неправдата не се радува, а на вистината се радува. Се извинува, во се верува, на се надева, се претрпува. Љубовта никогаш не престанува. Мир на тебе што ни читаше. Премудрост, простом стоејќи да го слушаме Светото Евангелие, мир на сите. Ке се чита од Светото Евангелие според Лука. Фарисеите го помоли Исуса да јаде со него, и он кога влезе во куќата на фарисеот, седна на трпезата. И ете, една жена од градот, која беше грешница, штом чу дека он седи на трпеза во куќата на фарисеот, донесе алабастрен сад со миро, па штом застана при нозете негови одзади, плачејќи почна да ги мие нозете негови со солзи и ги триеше со косата своја и ги целиваше и ги помазуваше со миро. А кога го виде тоа фарисеот што го беше поканил, си рече во себе, велејќи, да е пророк овој, би знаел која е и каква е оваа жена што се допира до него, оти таа е грешница. Му одговори Исус и рече, Симоне, има нешто да ти кажам, а тој одврати, учителе, кажи. Исус рече, 20 должнови за еднодавац. Едниот му должеше 500 пенази, а другиот 50. Но бидејќи нема тие да му вратат, тој им прости на двајцата. Кажи ми кој од нив повеќе ке го милува. Само одговори и рече, мислам оној кој му повеќе ми прости. А он ми рече, право пресуди. И кога се заврте кон жената му рече на Симона, ја гледаш ли оваа жена? Гледав во твоето, ти ми вода за нозете не ми даде, а таа со солзи ми обли нозете и со косите своја ги истри. Ти ми даде цели, а таа откако влегов не престана да ги цели на нозете мои. Ти со миро не ја помаза главата моја, а таа со миро ги помаза нозете мои. Затоа ти велам, нејзи се простуваат многу гревови, оти ме возлюби многу, а кому малку се простува, мала и љубов има. Нејзе пак и рече, ти се простуваат гревовите, а оние што седеа со него на трпезата, почнаа да говорат во себе, кој е овој што и гревови опростува. На жената пак и рече, верата твоја те спаси.